Ветивме едно, направивме 3, односно предвидовме 124, а реализиравме 450 проекти за Штип и Штипјани. Ова го истакна штипскиот градоначелник Илчо Захариев за време на панел дискусија организирана од неговата матична партија. Најголем предизвик за Захариев на почетокот на мандатот бил локалниот економски развој, зашто клучна била ТИР и општинските индустријски зони. Имаме лоцирано 3 фабрики. Едната е Johnson Controls, другата е Technical Textiles и третата е Кондево. Исто така мора да кажам дека ние не чекавме само на владата, туку се направи нова индустријска зона Запад, а постоечките индустријски зони направивме нови детални урбанистички планови каде продадовме некаде на 30 парцели и најважното што го постигнавме е да луѓето се вработуваат и од 12.000 вработени кои ги имавме во 2006 година, општина Штип сега има 2000 баратели, активни баратели, значи на работа. Економски развој не оди без соодветна патна инфраструктура. Значи, скоро сите села добија патишта. Мора да кажам дека во Вчеполието ги изградивме патните правци до селото Срчиево. Ги изградивме улиците во селото Врасаково, сите улици. Го обновивме патот од селото Врасаково до Судик, половина. И направивме комплетно нов пат до селото Долно Трогрци. Во сите населени места и насиби во нашиот град направивме на 150 улици. И можам да кажам дека некои од тие улици се многу значени и битни. Да речеме улицата Вардарска, која представува конекција од центарот на градот, значи према населбата 8 ноември. Потоа направивме конекција од населбата Деснаци до населбата Мазги, каде е средното медицинско училиште. Па ја поврзавме до населбата Леваци преку улицата Пито Гули и улица Цар Самуил. Во делот на работата на најголемото комунално предпријатие на Истокот, Штипски ИСАР, Бојаджиев како најважни ги потенцираше проектите од делот на водоводна и канализациона мрежа. 8,5 километри канализациони линии. Реконструиравме некаде 11.000 метри водовод. Изведовме нови линии на 11.000 метри водовод. За прв пат ги приклучивме во во канализационата линија и водоводната линија на селбите Караорман. Во населје комплетно реконструиравме старата водоводна линија, успеавме во Чардаклија за прв пат да донесеме канализација, успеавме за прв пат во Балканска после подолго време да ги уклучиме луѓето во канализациониот систем и во населба Железничка голем дел се уклучени во канализациониот систем. И Захариев и Бојаджиев потенцираа дека сите проекти биле реализирани со помош на граѓаните, бидејќи тие секојдневно оделе во општината и во ИСАР или нивни представници оделе на терен.